Во Светскиот ден на книгата 23 април, ученичката заедница од Средното општинско училиште Методи Димитровски Бризо организираше награден конкурс каде што ученици од двете општински училишта и од нашето училиште зема учество. Од Ванџо Праке имавме 5 учесника, од Климент Охридски 1 и од нашето училиште 6. Во групата за одбирање на творбите беа 3 професори од нашето училиште и прво место освои Теодора Тодоровска, второ место е Анастасија Ангеловска и трето место Магдалена Георгиевска. И ги повикам да ги прочитаат нивните творби и директорот да им ги даде награди. Книгата е извор на сите мудрости во животот. Белина во денот и крик во утрина рана. Утринско изгреј сонце и роса на место под цветовите слана. Крија на славеј, бисер во вода, мудрост во срце што пара. Единствено вие можете да бидете книги мои стари. Нежен лист како нежна мајчина рака. Сонце светло кое душа гали. Светите зборови милни, поучни, не знаат за лага. Само вие го имате, книги драги. Тече, жугори потокот на мудроста. Искри жари, гори огнот за љубов. Харфиски звук во срцето разбранува. Одминува се и со себе носи. Да му се дава крајот. Варијантата на делот се менува, но не бледнеат книгите драги. И само вие го заслужувате мојот букет од стихови. Книгата е извор на сите мудрости во животот. Благок поглед кон нина, без шуми трепети на осаменост. Повторно ја земам книгата, истото сценарио со исти ликови и добро познатата атмосфера. Шетам низ текот на редови, хармонијата на содржината веќе е таен гостин во моите мисли. И отворам првата страница. Изворот на текот низ настаните будат тромка возбуда во срцето. На каде ли ке течат тие настани и каде ли ке запрат не знам. Но знам, додека безпрекорниот пресврат се игра со моите чувства. Јас се среќавам со милиони мудрости и трудови, облеани со поттан создатели. Тајниот сопливач на мудрост, искрен во убавиот пишен збор. Низ темните корици изгрева светлината на мојата обсесија и трепетот на мојата имагинација. Се раѓа цврста желба и страст. Да продолжам да ги вратам страниците во убавата атмосфера на тивка ноќ. Во книгата ја пронаѓам својата моќ. Мештам низ низиниот тек, додека се пронедам во творбите од минатиот век. Шетам низ низината хармонија, облеана од чепотот на убавата атмосфера, со истите ликови, истото сценарио, се будам од сонот во кориците. И знам дека сум еден чекор поблиску до цел. Знам дека чекорам по правилниот пат, по бескрајниот лабиринт на знаењето и по изворот на мудрост, скриени длабоко во старите корици. Книгата е мојата душа. Книга. Книга е збор од 5 букви. Навидом обични, а всушност магични. Прават магија која вреди многу. Магија што може да се искаже со еден збор, а многу чувства. Сликане на сликане, цртеж ненасликан. Живот кој всушност сега почнува и нема брзо да заврши. Милиони мисли превратуваме низ глава. Мисли кои не се доволни да се опише всушност што е книгата. Ако ја сакаш книгата, таа ќе ти возврати со исконска љубов. Љубов која е поголема и од срцето. Ќе те води низ целиот свет, до секое недопрено каче.
до секое волшебно место ни на сон не сонуваме. Душата е празна ако во неа нема љубов. Љубов научена од книгите. Празна ако во неа го нема тоа што најмногу е потребно. Истражување, знаење, патување и позитивна мисла. За убав живот, за убав ден. Знаете ли вие што значи да ја фатите книгата прв пат в раце сами? Книгата. Ако книгата не може без корица, тогаш и човекот не може без душа полна со чувства. Чувства што му се вртат на човек низ главата. Чувства низ кои треба да се размисли. Чувства кои ќе ги сподели да разубави нечи ден, нечи живот, нечи момент. Книгата на човек може да му овозможи големо задоволство. Може да му овозможи и среќа, но не може да му овозможи само едно нешто. Нешто што никој не го посакува. Злога. Книгата е храм кој може само да се отклучи со клуч од храбар човек. Од човек кој ја сака книгата. Човек што го цени доброто. Книгата е онаа што му го мисли на човек недоброто. Онаа на која човекот секогаш треба да им биде благодарен. Ако не го знаеш својот јазик, исто како да не знаеш каде живееш. Книгата е таа со која треба да се гордееме. Таа што му ги отвара неголемите железни врати на човекот. Кога ќе ти речат богат, не си богат со пари, туку си богат со својот јазик. Богат со својата култура и почита кон различностите кои се учат со книгите. Без разлика на тоа дали книгата е мала или голема, дали е за деца или за возрастни. Книгата треба да се сака. Книгата е недовршено писмо кое сега почнува. Писмо што е напишано од човек. Од човек кој знае како и сака да ги разубави лицата на милиони луѓе. Знаете ли каде е скриеното богатство на пиратите од сатаните? Знаете ли дека тоа се крие во стар дрвен ковчег, кој е полн со книги, полн со незаборавни спомени, полн со среќа, полн со другарства разни, книги со приказни исказни, книги за војни, книги за кои секогаш ќе мислам дека биле јави, чуда исказни разни, од кои човек може да учи цел живот. Може да научи како да го направи секој ден да биде исполнет со среќа. Ден кој ќе се памети за секогаш. Може ли со збор да се опише реченицата? Си било еднаш. Во едно царство си живееле. Не. Може ли да ја завршам смислата на реченицата? Принцот на бел кон. Не. Од секоја прочитана книга и недовршена реченица можам да заспим. Не можам да мислам на ништо друго, освен на тоа што ми го нуди најдобриот пат да продолжам понатаму. Не можам да го замислам светот без приказни кои еден ден може би ќе станат реални. Приказни што се во нашите души. Чувства за кои не е доволно да се пишува со векови. Пред да ги дадеме наградите на овие убави стандарди, искам да се нашите млади поети, да ги сакам да се заблагодарам на сите они кои што учествуваа во и дадоа свој допринос во оваа денес кој се организира. Сите вие на некој начин представувате една книга која што има свој почеток и вие тек почнувате. Јас се слободам по музичко, книгата веќе многу подобно имаме почнано и напишано, така да кај нас исто многу приказни кои што може да се пренесат во голем број книги. Вие читајте ги своите книги кои што имате пред вас и пишајте на своите книги, како што почнале. Ви посакувам да сите се најубаво и да ги доделиме наградите. Прво, трета награда, кој беше?